Шампионе, шампионе, оле, оле, оле. Фани го Цимо, фани го Цимо. Цимо, фани го. Денешниот ВД-каст имаме за чест да ни биде гостин шампионот у шампионот Македонија, Under 18 Women's League баскетбол. Насе Атанас, Насе Ларо Димов. Третиот. Добре дошол, шампионе. Тречи. Добро ве нашол. Благодарам на честа, благодарам. Нек се угоде. Огромно задоволство и огромна чест, особено у еден ваков феноменален подкаст од светски размери, а од едни култни ликови од баш од нашето градче и едно село малце близу до Кавадар. Вата шале. Што моментот нема да го именуваме од безбедностни причини. У текот на емисијата се надевам дека доволно се разговара да го спомниме и тие дел. Да. Братче, сега он кога спомна Атанасе, ако имаме група една, кај што нели се потпрашуваме што, како, кога, што, кој ќе биде, како ќе биде. И Бубо пише, вика, абе Атанајсто Димов. И ја читам, братче, Атанајсто. Слушай, Атанајсто Димов. И читам, јас Цимо седна таму, да викам, братче, кој ме врие бе? Кој ме врие Атанајсто Димов, бе? Кој е во Ја вика, насо наш бе. Шуто е такво бе. 3 дена треба да мислам кој е дијата. Не, многу јако беше, можеш да дојде тука. Насо бре. Ти ли си, бре? Види кој ни бил гости. Какво Атанасе бре? Тоа е кај нас ката знаат повеќе по скратеницата од кога името. Атанасе мам ми нема речено од трето одление најоки. Ја го знам, знаеш зашто? Цимери беме. Добар, ти виче. Не, Цимери беме, документацијата беше кај мене. Тоа ти викам, ти џоат пушка и Сето тоа беше Да, документовано, така и се воде таму, да. Цимери беме и мора да пофалам. Да и поздравам сите цимери, ама во еден од особено подрагите цимери што го минеме периодот, пошто другите двајца цимери од кои што едниот е Дачо, другиот е еден голем поздрав. Да, Што поздрав. него го немаше многу често, мислам, у приказката, дори тоа што он беше зафанат со викендашки работи и ни беме двојца што оделеме соба цело време уствари, огромна соба. Ама и сериозни беа човеците, Точно сериозно убесваната работа, не беа Да, човеците беа озбилни и за викенд сакаа си одат дома, сакаа да учат, ни за жал или за среќа имаме други обавези и поврзано со тие другите обавези цимерот си ја запали собата. Како да го објаснам тоа пократко не можам да кажам. За тоа малку покасно. Се одмори? Одмори. Одмори? Не, лажам. Знам Не дека одмори. Лажам. И синоќа малце прославиме, ама само малце, од веќе почнаме да си идеме при себе. Не. Останало што е- Не. Седи Лаже сяде. не е малце. Синоќе кога пишеме му викам, тука ли си да се договориме за утре. И он ми вика, да, тука сум, вика, ама не знам кај сум. Па мислам, у моментот бев, ти која ми напиша, пошто имаше последователната порака на таа беше за канувачка, Да. пораката се состоеше од боксови и разни други работи. Си оде тоа. Нешто во стилот на Майк Тајсон, да. Си оде И тоа. Прославите ли убаво? Прославиме, да ти Да? кажам, прославиме. Многу ми е мило што многу луѓе се одзваели, како да го кажам тоа, се честитаа, многу луѓе изгледа испаднаа пресречни, презадоволни од самата помисла тоа дека градот има шампион, дека девојките станаа шампиони, дека победија многу на хартија подобри ривали, еден голем МЗТ, еден голем Вардар, што да речеме изминатите години веќе унапред било познато кој ќе биде шампион. Така и ваа година МЗТ. Формално си Да, играе, значи да. првенството чекаме да заврши. Така, од до некаде. Так. Може да полуфиналите били интересни, али ете, за среќа оваа година направиме и полуфиналите и финалите да бидат многу интересни и успеаме фала на публиката за некое времето заблагодарам и на сите што застанаа позади во, али публиката пред се беше таа на која што женските не знам каква енергија и каква сила најдоа да може да го изнесат сето тоа. На нив му е прво финале, претходно имат учествувано на Final Four, кај што игреа у 2 наврати за трето место, да и пофаламе девојчињето до 16 години минатата недела
освоија трето место у Неготино и беа исто пресречени. Тоа е многу голем резултат за наше поднебје. И со тоа што со две генерации сме у најдобрите 4, а децата се различни, не се исти, е показател дека стварно Кавадарци има женска кошарка и може да се гордее со тоа. И право ти кажам тоа што го спомна дека многу луѓе честитале, многу луѓе прес тоа го, како да кажам, го поттикнува и го понесува тоа дека сме сварно горди на успесите, затоа што секој еден успех, особено у спортот и у колективниот спорт е една толку многу тешка работа, толку многу макотрпна работа, толку многу талент бара, толку многу жртви бара, откажување. Жртви, да, тоа викам, да. Значи треба се откажеш од многу работи за да го постигнеш тоа и пред се треба да го сакаш. Тоа тама работа. Мислам, тоа не го ни спомнувам за тоа што по дефолт треба, ако зборот ми беше дека јас познавајќите тебе како уште на самите почетоци на оваа твоја приказка со пробаскет, како градираше сета работа, разбираш, знам дека беше вдаден 100 и до ден денеска тоа не се промени. Што знаеме ни да си кажеме, беме расфрлани на 102 страни. Па за тоа, да. Не беме, уж сме. Уж сме, да, али тоа остана и неко остана како основа. Баш тие девојки вчера дојдоа на прослава, тоа ќе објавиме сликите у некое многу блиско време, дојдоа на прослава у Гоце Делчевка и децата што се од школата на пробаскет. И децата беа многу пријатно изненадени, дури мене ме зачуди како тие деца од 6, 7, 8 годинки, девојките само што влегува унатре почнаа да се шушкат едни со други, еве ги шампионите. Да. А ја не му ни кажав кој ќе иде, сакав да ги изненадам, пошто и на нив му еден од последните тренези. Ај викам да ги наградам со девојките дојдоа со медали, со некој ладен чај, со нешто блачко да ги почастат дечијата, што беа околу 50-60 деца на двете групи на тренингот. И гледам дека уште не покажани, уште не појавени, они веќе сите знаат за кој станува за кој станува збор. И многу убав гест и многу убаво нешто што сите застанаа, ги поздравија, исплуска една феноменална еуфорија и уште еднаш више сека да ги фалам, голем поздрав до сите девојки, да не ги делам една по една за ова феноменално чувство што пред се мене ми го направија, па и на цел град. Браво. Браво. Свака му час. Неверојатно нешто. Ево е човеци, во е доказ. Вистински доказ, мислам, доказ кој што го почувствуваме, сите го осетиме, дека ако сакаш нешто да постигнеш, треба пред се да си трпелив, веќе кога го градиш тоа нешто, затоа што сигурно Насо кога го направи пробаскет не почна нели директно со девојчиња кои што биле родени со баскетот, не, Никако. нели нормално. Напор. Ама со тие напор, со таа работа, со тие талент, со таа љубов и со тие жртви што сте ги дале, еве како они тебе ти вртија и како ти нив му врати, а како заедно ви сите ни вртите нас на кавдарчани и на тиквишани. Баш така. Мислам, Баш така. Мислам уште едно огромно. Тоа што го спомнав со Гоце Делчев, да се не доврзам, ми излета у моментот од многу возбуда. Стварно сум возбуден и ми е многу јако што сум тука, не знаеш. Ти верувам. И на некои девојчиња што ќе се препознаат, кои ќе го гледат ова, е добар дел од тие таму што се закитени со златниот медал. Влегоа у салата, честитаа на сите, поделија што треба, исплуска, сиисликаа сите по 400 пати. Јас се осетив како да се тоа девојките од, не знам, Евролига или некој национален собер. WNBA. Пошто тренер може ли ја да се слика, може ли ја со медалот, може ли ја со пехарот, може. Не сум очекувал дека ете таа еуфорија, нели не, па ќе речам, не сакам да го потценам над преварувањето, стварно е М18 категорија што е прва под сениорките и е многу најјака младинска категорија. Нормално после 18 одат у првтин, сениори. Така, да. Од тука се црпе и сениорската репрезентација, од тука се црпе и младинската репрезентација. Па и екипите под младокот тие уствари од М18 се виќе некои играат и у сениори. На вие Final Four имаше 3 или 4 сениорски репрезентативи. У секој случај 12 до 15 младински репрезентативки. Што покажува колку силен е Final Four. Квалитетна е лигата.
И децата трчат да се сликат со пехарот, со MVP, со ово, со оно, а јас ги собрав тие 3-4 девојчиња и така ми дојде момент и му викам, може ли да ви кажам нешто? Кажи тренер, викам, они уште под импресија, под еуфорија. Сега викам, ви денеска, сега се јажу момент, викам, ви денеска ки што ги си изликате и се поздравите со вие 6, 7, 8 годишни деца, пред 11 години има слика на првиот тренинг у Гоце Делчев, како сте тука у оваа сала, и ви се поздравуете и се сликате со кошаркарите на тогашен Фени, Горан Семарџиев, голем поздрав, Карло Враговиќ, пред колку години е тоа? Која се Значи, направи... убаво кажете, 10-11 години. Да. Така, значи они тогаш биле по 6-7, точно кога почнувале како вие деца што сега му честитува. И тие потекнуваат баш од таа сала, баш од таа школа, ки што го донесија пехарот, ете после не знам колку години. Али прв е маму ме. Ето, па за наша среќа бидно тоа и кај не со кавадарци. Еуфоријата да биде уште поголема, да му биде на дечките уште помило. Секоја чест, брату, пак ќе кажам, тимската работа, тимските спортови се Тоа е како нешто да што кажам, најмногу обединува и Тоа сега се каже да го прашува. нема, како беше, нема I in team. еден многу голем каже yes, but there is I in win, али Да, нема да, да го спомним, оти он беше малце ван земјањец. Тие не го рачунаме за... Тие вика, Брату, де да се вратиме малце, про баскет. Како почна, кога почна, шо почна, со Зошто баскет ли почна почна? или со фудбал како почна? почна, Абе види, ни Дај почнаа малце со да ватерполо. Гледам, тие девојчиња почнаа да се дават. слушај, вика, моми, дај не сува да пробам. И кошот ни беше поинтересен, ај вика, вие голот голем, многу се 100 гола дај на кош да помагам. А 90 минути играј, вика 0-0, дај бе баскета се. Не може се израдуиме. Про баскет почна 2015 година. Значи баш 11 дни ќе рекоме, да. 2015 година е основан и 2015 у септември почнува со работа на благодарение, освен тоа што јас бев ентузијаст и сакав да почнам и да потерам нешто свое, Трајчто Попов беше спортски или председател на тогашен или спортски директор на Фени Индустри. Ференците, да. Врзан со првата екипа, а јас бев таму како координатор за млади, тренер на 16 и на 18. Така. Беме заедно со Атанас Манев, што е сега прв тренер на Тиквеш, у тие младинските погони. И он ми спомна, као јас му реков, имав иницијатива и идеја, брату, дај да собериме по школите деца, да има од кај да црпиме таленти, да има што да не застане тука се. Овие генерации се многу добри, тие беа генерациите на Кицев, Китев, Да. Так. Милков, Шалев, да не ги редам сите, поздрав до тие генерации. Али после тоа, нели, иде тие момент кај што виче нема, него снемува. И дај да направиме групи, школи, нешто, за да може тоа да излезе утре, па да имаме нови такви. Да има континуитет. Добив феноменален одговор, као, слушај, ние сме стварно презафанати у тоа време. Јак буџет првата екипа, Да, играчи, странци се бркаат и тули, значи тоа беше убаво време и сето тоа. Или малце после убавото време, да го наречам, кај што уште држеше и се дојдиме до идеја да ја направите школа, кај што ќе работат со тие млади категории, никако клуб што можеме ќе помагаме, не само финански дел, туку и ете опрема, топки, сала, ово, оно. Ако тие деца избрусени и направени че наполнат 14-15 години, па дајте автоматски нека се преливат у Фени Индустри. Школата на Фени. Да, кај што се тоа продолжи. веќе е клубот, кај што активно играат до 16, до 18, до 20. И ете на некој начин ќе му направиме скала да немат пауза, а тоа Да се ќе биде напредуваат. по твоја ингеренција кај што ни у име се зборам на Фени, нели, кај што вика ни стварно не можеме, нели, да се насочиме бидејќи имаме ептен други, што и за поздрав и најдоа начин и решение како тоа да се Да се испадне во пресред да, на да се на направи. сите што сакат. Уште од мали. го размислиме како идеја, направиме прво група 1 у Партизан, деца родени 2002, трета, тие беа виќе подолните генерации помали, пошто другите виќе беа у Фени. Дојдоа, верували или не, 7-8 деца
на првиот тренинг. На два коша не може да се подели. Не може да се подели на два коша никој, едниот со две леви, едниот со две десни и дури не можеме ни двочкор да погодиме. И почнаме од 7-8 стана 12, од 12 стана 20 и се оформи една група машки, па еден ми рече, драг пријател, абе зошто вика у Гоце Делчев не земиш термини, вика таму е баш вика и сала добра, и услови, и деца пано, школа, ово, оно. Абе викам, јас не сум го работел Да. во, не знам, фала ти, викам, че идам да прашам, не знам. Отидов кај директорката, може ли да земе термин, може вака, така, направим. Како се вика, нека се вика, така ни дојди, као прво беше некое англиско многу модерно име, Professional Basketball Academy, ово, оно, пошто беше стварно професионално, заебанци една страна. Али не и беше името уште достигнато за такавото и беме сите далеко од професионално. И на крај дојде да од сето тоа да склопме едно про баскет, кишо виче локално, а убаво. И звучи убаво. И звучи убаво и е кратко пред си. Кај си тренер, кај професионал баскетбол академи, отприлика се 2-3 шамари, клоца и така натаму. Ние у Кавадарци не сме живи ако не скратиме. Кај играеш у професионално беше Макарена на крај. Камаген? Како вика? Како? Како вика за Кавадарци или беше вика? Море, знаеш вика ти Пеле, вика, зошто е крстен Пеле? Зошто? Ами вика, некој пријател кога го шибнал, во нели Бразил Пеле многу јак, кога го шибнал и тие звук му испаднал од главата, Пеле, неш го шибнал многу јак, иначе он се викал етнос на Рантос до... Така. И од тоа ден е Пеле, Како се пишале у записи го рекол, 12 души имате ви пријавено тука. Имаше една многу јака, ти рече да се вратиме назад. Да. И јас се вратам сега баш назад кога нек го собираш од розови хеланки и бициклистички. И која беше еден од моите омилени педери глумејчи у емисија, у представа. И не знам дали беше таа представа или е друга, кај шо он си окажува името, а името му е околу 2,5 реда. Не јас. Не. Пецо Црвениот го кажува тоа. Пецо ли окажува? Пецо Пецо. кажува, ама у таа Ама представа. он случајно поминуе Да. кај грешка просторија се наоѓа Од нешто. друга представа, Робин Худ се појави. Робин Худ иде нема врска со представата, да. Он го искаже се тоа, јас само викам така. Владка. Така е. А он кажува нешто у стилот името бамбар и некој нешто дали му подвикна. Море кажеш кај Тимче. Тимчи. Нагалено вика Тимчи. Да. Така беше и во сега професор про баскет, толку. До тука. И курди саме, па да ти кажам, влегоме многу интересно. Со нови маички, имаме и друго лого тогаш. Шо уште си го чуваме за таа школата за кошарка, тоа е малку спорт детско. Влегоме со нови маички, со нова опрема, одма извадиме некој турнир и некако наиди на многу јак одзив. Се собраа у тоа време 50-60 деца што ни даде поттик за работа. Јас бев само у школата тогаш на почеткот и како се оформија веќе тие групи и се видов дека уствари станува поголемо, почнува да се шире. Една година се истера без пријавување у селекции, пошто реално не знаеме да одиме. Јасно. Тие се нормални работи. И од наредните сезони виче почнаме да пријавуваме лиги, конкретно овие девојки што сега се собраа, мора да кажам една анекдота, не анекдота, тоа е трагичен настан, нема врска. Ги пријавив да играат до 14 години. Види трагичен настан. Чекај, трагично, Значи да имате изгубено 120 разлика, најверојатно. од прилика. Тоа е греш. Од прилика. И тоа не еднаш. Цимо вечите меѓу дома бе. Ти не без завака бе. Слушава. Не ја прави голема. Овика што ни игра трагично. Бајаџи сме ја удариме за трагичен настан. Ајде на тоа нека се збие. И ги пријави, вика, тренер ни како ќе играеме, беа, имам една слика од предно комбенце, како го стоиме у Битола,
сите заедно, 10 девојки немаат 2,5 метра. Значи сите заедно. Една врз една да скачат немаат 2,5 метра. У една соба ги собира сите. И отидоме да играеме. Тие од таа страна излегуваат со дресови од две страни се загреват од кај нас. Две дресови го заборавија, една без пацки дојде. Четврто тренер вика може да ресани си купам се. На екскурзија. Значи се препознаат сите оваа сето и мислам дека ќе наиде на доста кратки клипчиња. Абе подруго е ка се шампион, сега и кажи жија работи, нели? Малце поинако е. И почнаме и ни да загреваме. И сето тоа наиде на аплаусот. Топки носете. Од публиката ни да доа. Ни да доа и почна утакмицата и почнаа и тие страшно да ги речам женските работи, што обично ги нема у машкиот спорт. Да. А јас претходно ги работев тие М16, М18 генерации што исто чукаа на сениорската врата и беа доста озбилно нивните намери. Тоа беа стварно професионалци од тие делки што ете заедно направиме и со нив феноменален резултат, иако не се освои титула и такви работи, сите се денеска прекрасни момци, али имаме и многу јаки и добри утакмици. Али од таа транзиција ваму, како почна сето тоа да изгледа, и јас сега на клубта и јас носам табла. Табла и маркер, треба да Јасно цртам. да, јасно, да. Поарам да нацртав куќе и дрво, и галап. И јас треба да цртам, идат на клубта и вика, тренер, знаеш како ме гледа, се че окупам. Како викам, че окупиш, ми викам. Знаеш и вика, шо ми рече, шо ти рече, ми викам, шо има овакво. Како викам, чеки, не сме почнати уште, шо ќе почнува, викам, не си играе, викам. Како викам, не си играе, чекай. За да на крајот на истата сезона, таа иста екипа што гостуваме, што не тепа 117-8. И искрено да бидам, ја бе најповреден од сите. Не ги интересираше тоа. Не ни беа за тоа дојдени. Истата таа екипа, сега да не речам дека домашниот терен играел улога, ама дојдоа у Квадарци, или узвртна утакмица по 3-4 месеци, ние изгубиме само 30 разлика. Едва. Јас кажам, едва издаве баа. И гледаш двете екипи се радуват. Време ни да доме 30 да му сум пошла, тој се не може да седна. И како тргна работата, истите тие наредната паму падната, од тие деца сега, па да не претерам, 4 или 5 си го носат медал, што има улога неверојатно у титулата. MVP-то Душица Мицева е едно од тие девојчиња што играеме у М14 и така натаму, они беа пријавени за да почнат да играат, да губат. Ушка игра со дубанчиње. А беа по 12 годинки. И браво. многу помали. И тоа остана така као баш си го лафем пред некој ден, Бадал играеме дома пред четвртфиналито коло и го тепаме Бадал 40 разлика. Дома, тука. И децата ми викат... Ми текна нешто. И се смееме нешто со децата и ми викат, тренер вика, памти порно кај играеме со Бадал, памтам, викам, деца си, јас сме на минус 6. Изгубиме 100, и тепаме 40. Мислам, тоа е минус и плюс многу години. Свака част е такви партии неверојатни. Ова ме подсети за ја апропо, значи надвор од скросот од спортот, од темата пред 100 години на кутиите за време на изборите, разбираш, ме представија у Шивец. И значи таму Шивец беше повеќе на ракийка, салатичка, че донесат пржено мефце, вамо, намо. Да, и сега од сите тие села, на крајот, кога заврши гласањето од сите тие села, иде едно комби, не собира, разбираш сите, и одиме од таму и го собираме типот од Фариш. И како ово флево од Фариш и од туа му викат, како е? Ги сокапаме 4-2! Ги сокапале! Кецу 3+.
И победа. О, мајко! Така и ти вика, изгубиме само 3 изрази. Само 3, ајде! Ама, тоа е тоа скоро на почетокот што го кажаме. Скроз. Многу упорна работа, многу Неоткажување, многу многу- неоткажување, многу жртви. Стигнаме еве до Убава лекција. ова. За До ова си стигнаме ние, та сме го убелели 100, сме го убелели 30, сега си и тепаме кој како ќе ни дојдат. И да се надоврзам на воа сето, да се вратам на ваа година сега. Финалистите што беме ние и МЗТ, ќе се навратам после пак на тоа кај кликна воа сето. Ние играеме 2 утакмици со МЗТ и у регуларниот дел. Од кој што првата кај нас ја изгубиме со 25 разлика. Истите деца тотално. Не играе можда една повредена. И узвртната кај нив, кај што ни беме без 2 играчи, они беа без 1. Немаше значење таа утакмица, беше се одлучено кој место ќе биде. Пак изгубиме со 20 разлика. Нив купен кош количник од МЗТ оваа година имаме минус 45. Пред финалето. У регуларното, да. Да. Со пласманото самото финале, кога дојде ред да играеме со МЗТ, ни видоме нешто многу убаво за публиката и за првенството и за завршниот турнир, ама ја ги видов дека девојките нешто многу се изнервираа. МЗТ дојдоа со свака му част на поддршката на нивните деца. 50 и плюс души дојдоа со бели мајци, со плаво срце унатре и бројка, веројатно спремни да прослават титулата. Ам добро, спремни се секогаш, двете екипи се спремни. Ни не беме. не? Иво Ни ја. не беме. Тоа е многу добра приказка, брат. Ни не беме спремни да прославиме титулата. Еден драг пријател ми каже, абе, направи мајци и купи шампањско. Абе, викам, тоа дори не свират, што знаејќи дека двете утакмици 40 кусу разлика е вкупниот количник. Но да треба тоа шампањ да го тропнем на Не, некој но треба на да го продадам. И викам, ни Шампањско, шампањско, ни мајци, никако чека, викам, ни да се победиме, таму ќе ни донесат двојчки мојчки, нема страшно. И ги видоа со мајчки, валјда тоа беа навивачки мајчки. Некои ми кажаа дека и пишело, не знам, шампиони, не видов, не можам да кажам. Дојдоа они на готово. Пошто у регуларен дел плюс волку толку, и многу битен податок е што МЗТ оваа година има 19-0 пред Final Four. Со се полуфинале. Пред финалето МЗТ има Ни еден пораз. Ни еден. 19-0 со не знам колку кош количник. 19-0. Они дојдоа За 20-ката. за 20-ката, А полуфиналето го ние тепа. колку имаме у регуларното? Ние имаме 4, еден од 5 порази. Прво коло од Штип, Значи затоа 14-5. подсетиме за прво коло од Штип. 14-5, така се не запише. дојде. Да, 13-5 у 13-5 фактички. регуларен, ти го рачунаш и полуфиналите полуфиналите, 14-5. Ете така. И како влегоа утакмицата, уште кога го добиеме полуфиналите, ние стварно се спремаме за Вардар. Цела недела обратиме на Вардар. И тоа ни беше цел како круна на Да влеземе финале. да влеземе финале, да го израдуиме кавадарци, да се собере народ, што ни даде Се Господ. друго е плюс. Така. Значи, пласмено финале би било за нас титула. Джам. До тука. Знаејќи дека и Вардар не тепа, 2 пати дома не тепа 10 разлика, таму не тепа 25 разлика. Значи ви фактички тие 4 порази ви се од Вардар и од МЗТ и од Штип. МЗТ и од Штип што Што и треба он, да те подсетам после. и он е учесник на Final Four-ото. Значи, ние од сите екипи учеснички на Final Four-ото имаме изгубено. Да. Пораисте за моја. Честно и поштено. Сега. Полуфиналите со Вардар стварно го спремаме и стварно беше, дечките беа доста посветени, доста мирни, без излевања, без... Се тргнаа настрана. Буквално се тргнаа настрана. Фокусирање Грото од нив се возрастни девојки, да не речам жени, 5-6 си имат и по 18 години, си имат и дечковци, си имат и фамилии, си имат и се. Фамилии у смисла родители, али сите беа 101% тука. Сите беа со по 5-6 прашања дневно како да го бранам воа, што да правам тука. Како воа, тренер ја воа го изгледав да види дали е вака, ја воа го направив на тренингот. Цела недела не трчеме толку, колку што објаснуваме агли, ситници, детали. Сега кој ќе победиш е лесно да го кажуеш, али мислам дека на девојките му помогна многу самото тоа што ете и јас ги држев на
ниво кај што една недела, тоа на некое кафе кијчичко брзи, ќе го потврдат и они, не дозволив ни една да каже тренер, ние имаме ли шанс да изгубиме. Значи, не постоеш таа недела, ќе изгубиме, тешко ќе Не биде. се размислуваше на пораз уопште. Не иде у предвид. Зброиме за Вардар. Така. Да. Зброиме за полуфиналите. Значи, дечки, тргни си го од главата, ќе изгубам, ќе паднам, ќе промашам, нема да одигравам, лошо ќе биде, на ништо нема да личам, фризурата ми е лоша, сите ме гледат, дечкото дојде, другарките, мајните го тоа од главата. Трибината нема гледање, сала, публика јок, тука терен меѓу нас и тоа е тоа. Беа спремни и многу сакаа да победат. Значи, ни тактика, ни не знам каква спремање, ни ништо, фрлам се во втор план, нивната желба и мотив, како влегоа на загревањето, како го одиграа првото полувреме, вклучувајќи ми и мене, па и луѓе што после ми кажаа, очекуваме, вика, второ полувреме, нели да Се намале. да паднете, да е еуфорија. Ни 15 разлика во деме на полувреме и не беме свесни, со облекувалната тоа окажаме гласно, дечки 0-0 е, одиме да го добиеме и второ полувреме. Немој случајно некој да се задоволе со овие 10-15 разлика и да почнеме да се браниме како во фудбал. Да. Утакмицата заврши Од 20 готовото версија да направиме. А ќе тргнеше натаму работа, ама застанаа здраво, особено да пофалам Лиле Ѓорѓиева, едно луто бекче што мислам дека и предстое блескава иднина у оваа работа. Капитен ни е на екипата и таков лидер може да ја споредам со, Стојна Вангелова. па сакав да речам, од машката кошарка, Аха, добро го знаете, Јане Петровски, готово. у секоја смисла на зборот као капитен, лидер, Јане. Ако не гледа од некоја страна, поздрав, братче. голем поздрав до бато Јане Петровски. Петровски. И баш со сите тие на клупа на тајм-аут и некоја знае да каже леле промашив, она ќе отиди и каже може доста такви зборови, ајде идемо дале, помина тоа или некој нешто ќе сгреше, ајде се е уред, нема цркање, нема викање, нема, али со неа беме у постојана комуникација со Алекот Прилеп, со да не ги редам, сите 12 имат феноменална улога у сето ова, и Ташо играла 2 минути, и Ташо играла 32 минути, со тоа што за прв пат се осети таа разлика што вчера на едно заедничко кафе они ми ја кажаа као тренер не викс на различни од другите екипи, вик ни многу збруиме, вика у одбрана, многу комуницираме, многу лафиме, многу кажуиме кој каде. Па затоа вика ми примате по 4 из коша, затоа не може кош да ви дадат. Сал на Муамед. Само да. И кога заврши полуфиналите, спласна, не спласна, туку онака да се издише 27, вич сите почнаа, ајде, емоција, финале, ово, оно. Али, после утакмица, кога влегоме у субликувалната, ја викам другарке ниво, и утре може го поновиме. Вика, ако сакате, викам, ако сакате тоа да заврши сезонта, ни кажаме до тука. Ја немам проблем со тоа, ниедно од вас нема да терам. Ако сакате, одиме вечер, славиме и за на сезон завршува. Утре ќе дојдеме На доделување, че на ни дадат доделување, медали. ќе се Среброто си го зеиме. ќе се изиграеме утакмичката и ама викам па имам еден друг план, викам. Ако сакате, викам, да се спреаме за утакмицата колку што им дало времето, да издржиме уште на вечер без дечковци, излевања, џурунти, ногти, фризури и тие работи. Да се фокусираме, да пробаме утре што може да спремиме, да пробаме да му спротставиме на МЗТ. Вичи, ка сме тука, Кад дојд дома, јојме сега за секој не чека шоферот. да уште една вечер, дури сме тука, да видиме што може да Да земеме. истераме и оваа работа. Ги земаме сите работи у обзир, СЕАУ и Лилто, Цеца многу беше исто, да речам, борец за сето тоа. Као, абе тренер, вик, шо е вас, вик, нормално, со овие зборови. Шо е вас, тренер, да ми фали нешто, вик. Ами вик, да дам титул да освоим, вик, ти шо не рачунаш, вика нас. Викам, ако сте решили да освоите титула, ставате раци, викам, тука кој иде со мене и дојдем да освоим титула. Една по една врз друга, малци имаш тука сази, емоции, женски. Ајде сега нормално, тамара. Да, сето, ја издржа. Ќе превериме, ќе прашаме. После надвор на чој што имаш
Ама тука у моментот Да, тоа од липите сега што цветат и алергијата, нели, фајче. баш и сами, па ќе кажам, сами себе утар дента си има некој ритуал. Двата дена си има ритуал, ќе ми извините, ќе го откријам. Мора да го откријам, ке многу добри луѓе су подкастот. Ритуалот двата дена беше кафе, црква, сала. И некако беше Интересно. попат на нагорнинката, кафе, Дружба, Бог, црквата, дружба, Бог, па сала, да. Баскет. баскетот. И на крајот, кој ќе се обериш, па ќе кажем од кој ќе заврши и ќе победиш, сето тоа ти иде дека така требало, Јасно, да биде. Многу така лесно требало било да ова. биде. Многу лесно било, пиени кафе, ојди црква, добар, заврши Победи си. И мислам, ја имам уште многу да зборувам, ама нели да га еден рекоме пола сат, па пауза, па 2 Наближува сата, полувремето. па пауза и Да, не мислам, у секој случај пак ќе кажам, да, може би говориме за таа работа повеќе време, ама заслужуваат девојките човек. За жал не сме имале од поодавничка у колективниот спорт. Нели последна радост не ја приредија тиквеш со купот. да. Јас не ги делам женскиот и машкиот спорт, зошто? Затоа што сум од времето на тиквеш Флорида. Дали ме разбираш? Така да таа еуфорија за женската кошарка, тоа што се направи тогаш у Кавадарци, мислам дека WNBA сега да го видат тоа што се случуваше на трибините, и Јасмин че речеа Адам да ви е луѓе. Па и знаеш дека и настрана И ги знаат. од тогаш знам дека нема врска тоа, па кога ќе се земе податокот или вистината дека вие деца почнале од нула, ево како го кажа ти, Испод нула. каде што тие МЗТ ги тепал со 100-120 разлика и пред една недела кои сокрушиме роговите. Да. И ако тоа не е вредно за 15-20 минути да го излафиш онаа како што треба. Да му се посвети. А иначе ти спомна 2-3 пати нели девојките, на крајот јас ќе инсистирам да ги кажеш сите една по една. Да го прочиташ записникот. Сериозно. Немам потреба од записник, тоа е Не, нешто знам што- дека нема тама работа, Тоа е нешто што го али знам тоа на отпусне. памет. Да. И ќе ги спомнам сите една по една, кој ќе дојде време Кога за се тоа. одјавиме. Многу убава работа е што мотив нека биде за сите деца што почињат со спорт. Баш. Затоа што камо желе вие девојки сега да кренат пехар, а пред колку години губеле по 100 разлика, ништо викме, не знаеме вратата да ја најме после од салата, не знаеме. Шоферот отидоми на една утакмица, првата мала утакмица изгубиме 11-1. И шоферот вика, леле, че има ли место у комбет за големите да ги донесме сите до Кавадарци. Кога дојде ред, онда ни се подсмева и сега да дојдеш ред да крениш титула, е стварно, значи, упорноста секојаш се исплате и работата што ќе ја вложиш. Трудот секојаш има награда. Ваква приказка, кава наша што живееме вие 10 дена тука нели во Кавадарци, Да. сум гледал само на филмови, стварно. И вали ти имаш гледано, знам дека си фан на филмовите, знам Многу, дека сакаш, многу голем. знам дека особено спортски такви приказки, драми кај што некој упорит тренер ќе му дадат некоја пртелива екипа. Да. И ти речеш вака у себе, сега вака на филм. Да. Мада после ако изгуглаш, гледаш дека стварно е такво, и сега нас една работа така ни дојде тука у Кавадарци. Односно да направиме од ништо нешто. Буквално. Некој ти дал до верба, ти рекол, насе, идам до верба у тебе, еве, и гледа сега, не го условувал, му рекол, што можеш да направиш, направи. Да, деца нека Значи не тренираат. те термени да... Спортски нека се развива. Да има луѓе да станат пред се право. Нека тренират. Да. Нека работат. Секоја чест. Ништо полувремето да го завршиме со Да, аплауз. по времето и се враќаме на теренот за неколку минути.
Се враќаме назад со нашата емисија и со нашиот гостин Атанас Димов. Насе. Пред да го почнеме вториот дел од разговорот, да ги кажем и нашите пријатели Каре Комерц, Валери Бербер Формен, Инел Интернационал, Кити Принт и Бифе кафење Буки. Да. И бифе и кафење, да. Што сакам да ти викам, ај пред да почнеме да... Се гледа, бе. Пред да почнеме со пак да се вратиме нели на спортот. Дали ти имаш така свежи сеќавања од времето на сендвичарите на Ларо Бавниот? И свежи и топли. Иначе нели некој што не знае, ако случајно не знае, А веројатно не знае. да, Од поново време. Насо е син на легендарниот Ларо Бавниот, на една од првите сендвичари у Кавадарци, беше првен Борсалино, Па портокалот. па Портокало, да, па после тоа кај Ларо, таму при него дома, и многу генерации од тие моите тинеџерски денови пораснаме со нивните сендвичи, ама не беа сендвичите, мислам, сендвичите беа преубави, ама поводот за да се отиде кај Ларо не беше секогаш сендвичот, беше повеќе муабетот кој што Ларо го имаше у себе, тие приказки и автентичната интерпретација на тоа што сака да го каже. По-автентично здравје. Тоа беше сето тоа, у кратки црти го кажа, дечките што идеа таму, уствари едва чека Ларо да ги издрапа. Да, баш така. Значи, едва чека, че може ли еден хот-дог и чека, што ќе му кажа. Да. Тоа беше многу побитно него Да му врате нешто. него да му врата било шо и имаше една група на млади, Ларо ги каже група на млади таленти. Вика што него уствари го викаа класниот. Држава па и не беше класен. На многу генерации. Многу генерации не беше На класен. многу генерации ги истера сите. Јас што викам до неа не предшколска возраст, а предшколско време. Пошто он отвараше од 7-8, а затвараш 6-7. 6-7, да. Да, и децата многу често од тука одеа на школа. Строго полутушко од втора смена и цела трета. Цела трета. И он ки 4-4,5 виче снемуеш сила, ама не скажи оставе не школувани. Виче каш тука доки се ципол и само одеа на школа. И само он можеш да најде помошници пандан на него. Такво нешто неверојатно, ниту и мало, ниту чино. Нема. Така, за тоа треба филм да снима. Молим фино, лепо, барем 6 милиона денара, мислам дека ќе заврши работа така за една проекција. Ја, виче го стави. Има една многу јака Дај стварно, тоа сакам да кажа, дај една некоја анекдотичка вака. И многу ми убава што го чепна тоа и што ми разбуди настрана од вас, нели? Да, тоа рекол малце да шарним. Има една анекдота, тие сите ги знаат за кетчуп, мајонез, за нели? Тие се култни и две анекдоти. Едната е пократка, Ајде, врзана е со другата. Слободно. Иде во од времето на полицајците како Ирфан, Кригер, Лецо, Бог да опросте. Позорникари што беа. Значи, тука трката на 100 метри прв беше кој истрча 80. Кој ќе тргне. Идат и стварно фантастични луѓе, локалци за градот, значи феноменални луѓе. Пошто имаше тогаш таква соработка, за тоа и тоа време било поубаво, и да ќе му кажа, пример, Ларо вечер ќе има, не знам, инспекции, клуч на вратата у еден. Се дешавало, да. Арно, ама Ларо имаше многу култно прашање на тоа на која врата. Од синдичарите имаше 2-3 врата. 7-8 врата имаше, да, најмалку.
Едино само од шахта што беше на сред шанку натре не се влеваш, не му текна како да извади пролаз. Каде да испадне? Каде да испадне, да. Иначе позади, лево, десно, напред и чат пато до згора. Со вакво ги спуштаа со жица, чесе сендвич. Од баджета, Тоа не можеш да го замислиш како изгледаше. Еден стои надвор од тие култните вработени и на децата му вика затворено е, ама му намига, као и шарет му дава. Тука е Извини, затворено. мораше да затвори. да вика од таму. Ама тука извини, таа е. Позади стое човек со чесе испотено, жешко, со 4 сендвичи унатре, а Ларо со електрик мал на фут, ги борави плескавици, ама нема ламба, електрик. Да. И сега Мора ги памта сите тие работи, бе. И сега вика, Ларо ги пакуе и ги ваде, тоа често испотено, знам сте 4 сендвичи, жеже сето. И не се продаваа по еден, по два. Не. Дечко иде сам, да го поздравам, Грофот се сичавам беше еден. Ој, Колките ликови, и ви му вика еден хамбургер, вика дечко не постои, вика тоа, по 4 вика, Пакетот е тоа. шо да ги правам, вика чувај си ги, вика. Ако сакаш 4, вика тоа е. И му се групираа, таму да се дое еден, четворица пари си дават за да може да си купат. И сега се тоа сето се продава, таму се вадат по 4, тие од уличката излева со свежи сендвичи, а Марицата со сите можни светла е према сендвичарата. Да. Вака е влезена, Така да е. а унатре има 25 души шо клечат и сендвичите чурат. Сум бил од тие што клечат. И Лара му вика, не мрдајте, не кревајте глава, не треба ништо. Сега ќе кажам се. Без нагли потези. Без нагли потези не треба пари. И сега едно вајлда од тие ги фана паника, деца, полиција. Ларо вика, ја мора да излезам. И Ларо го каже култното просто прошира реченица, вика, дете ти сега ако излезеш, сите ќе лежиме. Ете беше тоа време со вичарата, па и ете некој не знам, немаше на пример време за сокчиње, Лар не знам. Не. Как и тоа сок мок, тоа не важи. Што да јадиш и Вика шо да му дадеме, вика да се смире, не знам шо. Сале или тие друг, не е битно сале. Вика, Лари вика тоа има, вика некоја јабака. да му авале. Ама нема врска, ова сега сето тивка, разбира. Вие двајцата вадат, позади трет изнесуе и децата издржаа. И јас излевам до надвор, во е многу кул, во е сето сега врзано, се оно две анекдоти, нели? Во е цело едно, да. Во е мини клипче, кој како ќе го замисли у главата. Јас излевам, ја пилиштар мал, излевам и одам на ректа. На ректа на седнати. 4,5 са бајле. Еден голем поздрав до Љупче Бубо Сапонџиев, што беше еден од седнатите на ректа. Пош него нели му е преку пат. Него му од дворот. Од дворот, да, и он точно знаеше од каде и кога да земе. Он седе заедно со уште дружина голема, заедно со уште не знам шо како, и иде еден со едно вакво тефтерче од тие джендајрите. Тие сендвичот чуре 4,5 саат зимно време. Знаеш што е надвор шо? Јасно да. Ама 17 души седат и уште милион харти има, шо Ларо, да не грешам, души секој се бави си и собираш, тоа немаш книжка, ништо. Море седат на кејот, па 15 души седат. Сендвичите че си не отварат, јадат. И ја дојдам, мислам дека и Ларо ме пред некоја книжка да соберам, да видам каква е ситуација. Ја не може ништо да видам, разбираш. И јадат, буцат. Иде тоа со полицајчот, тоа инспекција, некоја не знам каква се, од друг град. Шо правите, ме вика?
И тоа, сијајме. Вика, од каде ти е сендвичот? Вика, шо буца, го гътне, вика, од дома. Бубол така го рече. Бубок му речеш, че имаш смисла. Да. Него му е дома. Абе, тоа е 15 души која рекоа, абе, таква смеја, така, тоа сите, абе, ти знаеш, 15 души жежук сендвич јат, на сите му е од дома. Да. И Учтери са бајли. заврши тоа, рацијата неуспешна беше, полицијата се тргна, се прибра, ајде, нема никој, а од време на време светнуеше електрикунатор. Така де, Ама нема, никој не отвара Ставен човече. електрикунатор, Тука така. се пече. А сето мирисе на мелено месо, стело мало. Ще вие по сабајле, чуровица има. Добро, се заминаа тие, абе тоа детство сендвичот, Джоа ние статуетки здравени, не може никој да мрдне, сите му треба 12 минути се врати у првобитна положба. И како стават сите да излеват, а Ларо беше познат по тоа што и до ден денеска е по тоа познат, дека он он има многу големо срце и душа и за пари и се, ама мај малце стиснат, културно, така да си изразам. И вика, ама тоа па сето беше у на Ларо жаргоно, тоа тиш го спомна на почетокот. да. И како тргнаа сите да стават, Ларо му вика, вика, ви двајцата си плати. Зошто вика Ларо не да си платиме? Само ви не клечете. За казна. Колку убави моменти сме имали. Мене ми е најака за тоа полицијата кај дела. И сега чесиња се вадат и еден со поплака со рекламација. А Ларо ја хамбургер порача вика, а воа шуплив ми даде. Еми некој ти го зел. А рекламацијата се одбива. Ама таа гужба сега да немам. Таму бе еден врз друг седеме, не седеме еден до друг. Многу ви. Еден му вика, ама у гужбата му рекол, Ларо беа култни хот дојсто од 50 денара. Многу култни. Со виршла печурок, павак, помфрит, тоа беше нешто, нели, не знам како да го објаснам. Ти веројатно го чувствуваш у момент. Јас се чувствувам у момент. И му направил Лари тако сендвич убаво и му го дал и дечкото се враќа и му рекол, ама Лари вика, ја ти рекол без печурки. И Ларо му рекол, за таа акција вика, дали јас сум ти потребен? Типично Ларо. Извади си. Дали сум ти ја Шо ме дупиш за... Шо ме гњавиш, вика? Дали за таа акција сум ти јас потребен? Тоа мислам, он го кажувал сигурно добри си до 18 секунди. Да. И многу шо беше Ларо е сет уникатен сам по себе. Ама таа негова смисла за хумор имаше повеќе смисла за тоа што он никогаш оклештен не го кажуваше. Не. Он секогаш беше мртов, сериозен, така че откаче и неговата смеја траеше. Тоа е. Не знаеш дали се смее или кашла. Толку. Карно викаш, диве. Ама знаеш, ти изпадна шампион. Цела фамилија шампиони. Шампион на сите медали поделиме. Да. Слушај, вичи кога ти ми рече ти јас па еве сега не би рекол се дека би дал, ама би дал значителна сума на пари, например, барем менито што го имате цело таму у бутикот, да го исконзумирам за една недела. Цимо ти не го зафана особено. Фана. Не, портокалот не, а Ларо го фана. Борсалино и Борсалино. Таму не. Таму у Курдисtan проблем портокалот тука како се можеш да мислиш да излеваш на чашијата За да апниш. со мисла Помислам. да отидиш после тоа да јадиш нешто. И пред и после. И тоа беа некој народот Знаеш беше да, скоцкан. извини да не го заборавам само. И нели он шиба, тук се прави 20 души тука наредени и се прави виче
саатот 40 бајле, сите поднапоени се прави муабет за политика, За Македонија, Грција, нели, а он се. Може ли да се умешам? Матура. Уште става, не престануе. Бре, човеци. Вие гледа го. Поздрав до доктор Маријан Джелевски Јапан. Вие гледа. Каков лик. Јапанец. Вие гледа го тука, види го. Вие вика Џоја вика как од ние земите намо што се по Од третиот свет. Не, плав скроз од Скандинавија. Шведска. Скандинавец. Вие ја го гледа го ваков. Види ме мене. Мене турбан да ми ставиш и турчин. Какви бре стари македонци. Какви бакарачи. Не ли гледаш? Кило и пол Не кетчуп. ли гледаш? Душте му аваделе на бабите кај нас. Кој ќе стигнал? Тоа е муавет. Ги има тие до ден денеска, он си го работи тоа како, нели, култно кафене и така Знам, натаму. да. Али у тоа време, а има еден му рече, пошто Ларо, например, си имаше за компир турање мерка количина рака. Тука не постоеше шпакла, Рака, чепалка, рака, значи тоа дефинитивно беше рака. рака. Дали у таа рака претходно компир се вадело, се сечело, шо не е битно. Дали, Рак. ќе избриш врска, тоа е потта, сето, тоа се значи- се у року Ние, службе. например, сол не тураме ради У тоа што... року службе, не, тоа ти викам. Да, не чеме сол да тураме на компијите од тие причини. И една ден му прават него порачка има он за, че ми извините, за сендвиче, хамбургерче и он го праве арно, ама ти од таму му вика у моментот он додека тура, ти му вика Ларо со помалку помфрит. А Ларо меркта тури. Да, рака. Рака. Сега Една рака. фатка. Не му беше јасно како сега тоа помалку помфрит што треба да се направи и си јапна се домосно. Ама така не брзаш. Спонтан. Джа негов е И сендвич. тоа така го изгледа да го заобиколе убаво се домосом Да, од тука да фане, од тука да Аха. не само од едно место. и дури со главата направи као Добре. придојди. Се заврти, он со грбот беше завртен. Се заврти и му вика, еве, со помалку. Друга многу јака е за кетчуп и мајонезот, култната тоа. Вика, тура угужва. На се тират и на сето вакво флегоа 2-3 девојчиња унатре. Тука е веќе опасна работа. И тука кај се... Мислам, они окрнаа таа вечер прометот на плюс 300 пупки, како да ти кажам. Ради тоа што они сет дејане или женски сак да седат. да. А таму беше женски седат два сет, другото е џунгла, тоа ништо не се знае. Тубиња секоја вечер на Ларо му фалеа нели кетчуп, не спомајсте. Ја му викам, море тато, што ќе правим во секоја вечер тубиња ни фал. Чи вратат кад се испразнат, Чи ги па донесе. нели ќе посакат. И стварно ги носеа. Че си ги земат, че јадат, 2 дена, 3 помине, че и вратат. Можно ли ја викам вода? Шо време е вода? Ги позајмува да не изимат. На девојчините му порачава ушо у тоа време некои такви модерни работи, што не можеш да ги изведеш, тоа беше чисто импровизација. Вегетаријана. Нешто што тогаш слушнале у тие момент. И он го праве сендвичот, он по негов терек си го праве. Знаеш, пример, ти ќе речеш, не знам, направите мусака, ама воа турите, знаеш, Да. Ќе биде, каја баба, што прави, тоа е. Го прави сендвич од озгора тура, прво кетчуп, ама го реде. И валјда се сети дека не праша, вика, кетчуп, мајонез, може ли? И вајам вика, само мајонез. Вака прави. Добро, вика. Сега ќе го замачкам. Да, сега ќе го замачка. Мајонезот од озгора, врабе. Не се познава кетчупот без шо. Да. Дури и оригано и тури. Значи сето се сузби, тоа вика извол. Да, луто, сакаш. И на Не, крајот ја веќе имаше стави. прашање. Тоа е неверојатно, во секој иде вика девојче што вика, ама јас сум алергична на кетчуп. Оно што нече да ги го врати сендвичот, нече да ги го врати, вика, упорно вика, ама во вика салца, не е кетчуп.
Значи, не, како да ти објаснам, дека не е толку напакличен. Нема те фали многу алергија. Нема многу да те чепне алергија. Ај, не верувам сетник ќе го изетиш. Да. Ега на трета заопшта не го бончето од нас. Има лорантидинлиц, зашо беше? Имаме тука, не е проблем, ќе почекаме да видиме реакција. Нас фала што не подсети на тоа убаво време, братче. Ја го завари тоа, квалитетно го завари, значи не лафам, го закачи кашо игра. Ја бе дел од тоа, од тие и таму и бе малтене секојдневен гостин. Сега паѓу го спомнам, ети $1 поздрав. Голем поздрав. Голем поздрав. И се надевам на дури и ќе му речам, воа не е само на Муабет, ќе му речам една прилика за ВД-кастот да направи сериозно да направи. Готово. Тоа го стори, братче. Или од тоа неговото што он го боричкаше. Да, он што го боричкаше, да. Да, плескавица со сите тие салтанати. Сега кога се деси воа со сето со збиднување, тоа он е редовен посетител горе. Така. Која може цело време и црка вика како он да е. Да, он да е кончут. Да. И често знае да сугерира од горе нешто да изцрка, нешто е окей, нешто е нонсенс, али свое убедување. Точно така. И сега баш за воа ти што го кажа за неговиот израз и тоа кој е озбилно ли е, шега ли е, заврши утакмицата ни славеме и утре дента ми ѕвони. Кај си бе Чалеви? Ти реко ли зонта дека ќе ти помогне коњу еден? Ама викам, бе, Чале, викам, ни така ме стеме, ама не играеме зона. Ама виду ја, току да ти кажам. Па ти помогнала, не сте играеле. Ајде, честито и се како редам ја, го тепаме МЗТ, јака екипа, вака, така и се, он неговиот сарказам на себе. Па не беа нешто посебно. Тоа неговото. Најакта вако за спортисти и они имат 2 раци и 2 нози. И ние имаме, шо се толку они појаки. Сепак најако е, тие мораме да ги искоментираме кога си играе за некоја битна утакмица или некоја. И како прашуваат тренерот ли, играчот ли. Јас тоа викам, па да му ибам мајката. Дај земите нешто, пролистите нешто и видите некоја друга. Па види, противникот е многу јак, не смееме да го подцениме, меѓутоа ни ќе дајме 100% од себе, публиката ќе ни биде ветер у грб. Тука шаблон. Отвори 600 изјави, 598 се такви. Ако противникот... И после тоа, браче, гледаш NBA и ги слушаш тие американците, па добро, шо вако има тие? Победили, не знам, некоја битна утакмица или изгубили некоја битна утакмица? Браче, растурат муабетот. Вие најште тука таа не може да ги прашаш пулсуше нешто. И тука држи, ама види ветер у грб. Па како е ветер у грб? Јак ветер. Брато, реку заштип да ме подсети. Сега е тоа сакам да ти пречки, сакам само уште кратко многу за плановите за следната сезона. Тоа сега се каже и за Штип, умеѓу другото да спомнеш. Прво за Штип или... Прво за Штип, плановите и завршујме. Не, првен за Штип е воа сега, што кажам уж на почетокот, откад ќе победиш и откад ќе освоиш, нели нешто што си кажал, држат на тежина, имат тежина. Ако завршело инако или отидело у друг правец, ќе било само уште еден муабет. Да. Прво коло играеме со Штип, ваа генерација до 18 години, таму, у гости. Ваа година. Ноември, крај октомври. Ваа сезона. Така, крај октомври, тогаш ни почна лигата. Играеме крај октомври и нисме не неспремни, ни се ајле време тренираме и заедно, ама имаме прилив на 2-3 нови играчи, го смениме концептот, М18, ќе напаѓаме воа и малку лутаме, ќе браниме воа вака да биде. Штип има 2 многу добри и тие мора да ги затвориме и малце забегаме со работите. У Штип не расторија, цела утакмица губеме, тука беме 2-3 разлика, 5-2-3, никој не поведиме. Еднаш поведиме при крајот, не стигна, изгубиме 10 разлика. Прво коло. М18. На женските му сурна
сонот. Во едно доврзување на лани на Final Four, зошто во сето е вредно за спомнување и за филм. Лани Душица Мицева што сега е MVP. Добро. Гледаш, Арно ми текна. 5 или 10 дена пред Final Four, пред борбата за Final Four, пред четвртфиналето, кине лигаменти на коленото. MVP-то, сега шо е. И она дојде до момент кај што не можеше да ги играе четвртфиналињата лани со Бадал, кај што лани не победи Бадал 2-0. Прво од тие момент, втора девојчините психолошки си го земаат тоа као Јасно. без душту сме Да, тоа е многу лошо. А она си е на тие позиции еден од лидерите, финалите фана 25 скока, тоа. За било кој сегмент не 25 скока, сега ни труиците може 25 пати да скокнеме, не топка да фаниме. И може, он може да го пати. Денис Родман. У финалите 25, на Final Four скупно 45 скока. Браво. Нема врска. Браво, има врска. Браво. И лигаментите ги кине, операција праве, испушта репрезентација, нејна генерација цело лето. Види собиранка. Испушта репрезентација. Не е таму, дома е 2-3 месеца. Пред откажување. Најди сама тренер, јас знам дека ќе се вратам, јас знам дека ќе бидам посилна, јас знам во се спреаме, че вака, че нака. Едно од најбитните работи. Не знам како да, баш. И fast forward иде октомври месец, она од септември почнува да тренира. Тренер вика, ја не знам колку ќе бидам спремна. Добро, души, викам, колку ќе можеш толку, види се. Те планираме за натаму, не си битна сега во октомври, битна си или во мај. Добро, не се сеќавам на таа утакмица ушти, па ќе ја пуштам, дали она играеше или минути или уопште не беше соблечена. Ние губиме 10 разлика. Девојчините, па му се крше тие, да речам, филм, кај шо леле, еве, пали ваква сезона, пали во Асија, од Штип губиме, а Штип се добри, ама се едни од тие Кој што би требало да ги тепте. Така е. Што тоа е тежок терен за игра. Плюс они со 2-3 не за џабе се пласирани на Final Four, сигурно се и они у топ 4 бидејќи се таму. Влеваме у собликуваната и јас случајно по некоја инерција така позитивна, ги гледам 2-3 нема која промашила, тажно ово оно, и јас почнувам кренти и главите, викам, прво коло ебе. Кренти и главите, не е крај на светот, сега почнаваме, викам, ципол тренираме, ваат се врате, таат се врате, ќе биде подобро, дај да се спреаме теретана, да се стегнеме и нешто меѓу себе. Не. Се шушикат. Ајде, не е кавга, туку препир нормално после утакмица, тоа го има секаде. И јас викам, застанете и слушајте ме, стојте. Ако застанете една до друга, ако се во со истите зборови, мислам дека ако се соедините, ако е секој што треба, ја ви обечам у мај месец дека ќе бидат на Final Four и дека ќе оттепте МСД. И имаш пауза. Станали да заиграат на клоци. Патки со се да го дома. Првиот пат беше нешто слично, као, ни Штип не може да однајде, мислам. Ако застанете една позади друга, ако во Асето го смениме како оде натки, прво коло е, ни ќе играеме Final Four и ќе победиме МСТ. Не кажа финале или не финале. Ни ќе победиме МСТ. Толку. И до тука беше. А најмногу од се, тоа беше прво коло. Тоа вчера они ми го спомнаа, јас сум го заборавил. Они ми го спомнаа, Лилито. А најмногу сето кликна, не имаме климава сезона, изгубиме Штип, тесно играеме дома со Струга, тесно со Паланка, тоа се добри екипи. По 7-8-10 разлика, некој ќе даде Цеца на таа со Струга, даде 5-6 тројки, за да не врати и да добиеме. Значи, стално имало некој џокер. Како што сега да спомнам Фросина Алексова, 2011 девојче на доктор Владко Алексов. Черката, број 14, што беше џокер на тие две полуфинале и финале, успеа да собере по 10-15 скока и толку поени да фане. Браво. Али сето кликна на гостувањето со Бадал, кај што до тогаш беме клик-клак, губеме на полувремето 17 разлика. Тоа го памтам.
Вие камбек го памтам. На полувремето. Воја со децата, нели, М18. Ни бадал ги тепаме и прва лига. Камбек од 20 кусу разлика, еден И ги тие тепаме. камбек, да. Јаки Јаки тие беше. али тие беше после вие. После тие ли бе? Добро. Која виче, и од таму мислам дека така, меѓу себе, не јас, меѓу себе, на полувремето и сега тоа ни е баш за ебанци и си окажујме кај да се видиме, и јас така му викам здраво селанчиња, кај сте што правите, и се смееме сите, од ја на полувремето не му зброев кошарка, тие од Бадел водеат 41-24. И на полувремето тргнаат да се сликат со публика, со таму другарки, јабур, џубур, нешто, и јас викам, Подценување. гледате, викам, заврете се сите таму, нели, која шише, зима, крпа, не, викам, остои се и гледате, викам. Гледате, викам сега. Викам, градските ликови од Скопје се сликат, се уред, тука, викам, селанецот на чело, сова, сите селанчиња, дојдоме, викам, сега чоиме скајлите у трговскиот да ишетаме, туризам да правиме, да апнеме парче пица и селанчињата назад дома, викам, сите обувања и по нивите. Толку, викам, ви вреите. Толку вреите. И настана така малце. Тишина, дали се осетија увредено, дали... Може и Да. Не тоа знам. што ги гледале нивните И како остана, превреме се... јас земав таболта и му викам, јас сега ќе си седнам, многу сакам да гледам, викам, како и со каква енергија вие селанчиња што дојдоа денеска од Кавадарци, што облекуваат дрес, како ќе го одиграат второ полувреме. Тоа е еден мој начин на мотивација. Јас си седнав на столчето и уживав во едно шоу, кај што утакмицата победиме со 15 разлика. Аман бре. Лиле, душе, муше, сега ќе испомниме сите, притискање по цел терен, 20 минути нему да доа да изнесат топката. Абе нема изнесување топката. Мислам дека Бадал на крајот имаше околу 40, околу 51-2 коша. 10 или 11 дади второ полувреме. Убаво кршење. 15, значи ја преметнаме, 30 уствари за нас. И од таму беше тоа, еве селанчињата можеле, еве можело. И од тука веќе свана, они од Бадал имаа психолошкиот момент, дека минатата година двете утакмици ги изгубија у четвртфиналето за пласман у Final Four, и имаа некое психолошко Да, некоја бариеричка. кочница. Така, кај што лели играјме се, и мислам дека од тука како тоа помина и дека виче после го тепаа Бадал 40 разлика, го тепаа и 20 и нагости го тепаа 10, кај што 4 пати е тепано таа година. Од таму тргна и од таму од тие момент виче настана таа еуфорија, валјда почнаа да веруваат дека можат да направат нешто. Арно ме подсети за Штико. Да, гледаш. Те сега кажи ги шампионките и со тоа негде да завршиме. Шампионките од ред по ред е капитен Лиле Ѓорѓиева, Цветанка Спасова, Бојана Сапунџиева, Борјана Грижева, Ангела Мегленова, Дијана Ѓорева, Бранкица Мегленова, Лилјана Велковска, Фросина Алексова, Ивона Лалкова, Александра Богоевска. Уште еднаш да видам да не имам некој заборавено. Може ли да се преиспита? Преиспит се. Главното е MVP-то Душица Мицева. Значи, Бранкица, Душе, Фросина, Лиле Велковска на високите позиции, Борјана, Ивона, Ангела, Дијана, Лиле, Алек, Цеца, Бојана. Тие се. 12 Нескок наме никој. шампионки што си напишаа сами и од денеска натаму па многу далечна иднина они ќе си бидат шампиони. Девојки, ваш го кажа коучот ваш, знам дека не го кажува со куртоазија, од куртоазија него го познавам детето и знам дека кавдаречката јавност ќе знае да го препознае воа и многу помагатели кои што досега ти биле помагатели на пробаскет би требало Да заблагодараме инвестират, да инвестира и ама и други. Инвестирате у спортот и инвестирате у културата, луѓе. Без спорт и без култура мислам дека ќе каскаме само позади било кој. Позади сите што
инвестират у тоа што го спомнаме. Секоја чест и од мене и од цимерот мој, Цела од екипа. цела кавадаречка јавност, стварно не направите горди. Преубаво чувство да се, за жал не можев да присуствувам на самиот настан, ама после тоа реакциите ги следев и едноставно уживав. Имаше една многу кул, кратка и сладка објава. Да. Без од без срце, многу, без ама и без драма. Да. Сакам, извините. Не, секој тоа беше да речта твоја е последна. За крај што како се одјавиш Ќе се одјавам со една благодарност и порака, тоа он што го почна ми даде една убава идеја. Прво да заблагодарам на буквално сите што застанаа позади оваа работа, што испадна на крајот голема работа. Јесте се работе за девојки до 18 години, што направи еден преседан, еден успех, али тие успех не може да се валидира без сета таа поддршка. Прво, ние не може да го земиме тие Final Four, ако не беше таа поддршка од локалната самоуправа, од општина Кавадарци, од градоначалникот Митко Јанчев, од секторот за спорт, кој што со еден, да го наречам, повикли, еден гесли, јас отидов како, да не редам сега, нели, градоначалник ми треба тоа и тоа, обрати се таму и таму, тоа и тоа, окей. Добро, у рокот 1-2 сата, Боро Ѓорѓиев да го поздравам од секторот за спорт, заедно го тераме тие дел, усмислена, огромен исто благодарност, фала ви на болницата, кај што двата дена имаше различен тим на доктори со болничка кола, што цел ден беа таму и цел ден беа на располагање и у секундата реагираа на најмала ситница на што да се десе. Благодарност до полицијата, до стручноста, до редарите што ни ги пратија од Паркинзи и од Комуналец. Луѓето ја завршија прекрасно работа. Озвучувањето што ни беше достапно 2 дена, тоа се луѓе, некои за некого можеби ситни, ама за нас многу големи работи. Тоа се планина работи што без нив не може да почне. Не да се одржи, не може да почне. Така е. Значи сите тие луѓе изгубија 2 дена од своето време, викенд, за да можат да бидат таму, да пружат услови да некој организира Final Four. Да не го заборава, можда и најважен од сите у вие дел. Интернатот Крсте Петков Мисирков, нашиот у Кавадарци, начело со Ацто Ангелов. Ацто Ангелов, или јако што знам да си го викам Dream Team. Да, исто без него и тоа што он го направи достапно со еден збор и со, како да кажам, со чеив, со задоволство, да ги сместиме екипите, да не биде толку скапо, да може да се направи начин да сето тоа да се изведе прекрасно чисто. Сите презадоволни од условите, чисти соби, да го пофалам интернатот како го средил, како го реновирал, со чисти соби, чисти вециња, храна прекрасна, општо домот преубав, блиску, гостите презадоволни, се дури 2-3 пати се јавија да кажат како се било стварно убаво. Околу делот со храната да заблагодарам на Слога Пром, кој што обезбеди оброците за 2 дена за сите учесници, вклучувајќи и нас. Значи, секој дневно, да не кажам колку стекови, компири и што се не остави таму. Тебе да ране човек не е баш малце. Јас по една јадев за да има за другите. Да. Дојадуев после. Да. И сето тоа заедно кога се склопе испадна една преубава организација. Тука мора да ги напоменам низ цела година помагателите и од минатото и од сега, како тоа блиско минато зборувам, и сегашна иднина, начело со Кожувчанка, компанијата што е тука позад нас за сите утакмици, да не кажам особено сега за Final Four беа обезбедени 30-40-50 пакети вода, за некој може, не знам, малку многу, за мене е премногу, сокови, води, чаеви и сето тоа, Инел Интернационал, Хотел Ангро Палас, голем поздрав до Владко Панов, што не себично уште на почетокот на сезоната, кога најмногу ни требаше и најмногу ни беа потребни, ни инвестираше и даде средства од непроценлив карактер. Пеца Комерц, Бојан Темов, нашиот брат, Јове Јава кафе застана тука,
Селекта направи маички за сите деца од школата, неврзано, ама човекот направи над 100 маички за сето тоа. Минекс даде голем дел и од тие маички. Ако некој заборавам, ќе направам и објава за да можем да испоштувам се. Фала ви што преку вас се успеа да се направи еден ваков феноменален настан што на крај заврши среќно и успешно за нас. А пораката што ти ја спомна и е многу битна е мора да се најде начин да овие девојки не застанат тука. Да, многу битна работа. Мора да се најде начин и модел кај што дали фирми, дали општина, дали компании, дали ќе се споат или ќе пробат да инвестират за да можеме. Имаме уште 2-3 генерации под нив кои што тропат на тие завршни турнири, кои што јас сум убеден дека ќе освоат медал доколку им се дадат барем слични услови како на овие девојки. Епа, тоа е, јас имаме таа среќа еве и никако како овој домаќини на ВД Кастот да го имаме најсто тука и од прва рака Насо, добро бе ти. Најсто. Малецко си за мене, дете си. И од прва рака де заедно да не дадат тука. И од прва рака да разбериме што беше, како беше, како градираше вие успех на пробаскет, како од нели како што рекоме не од нула него од минус. Да. Дојдоме до шампиони на Under 18. Фала ти што не беше гостин. Сосема за крај да не еве да го промовираме и тоа што се случува сега за некој ден. Фала ви што ети тоа не знам дали беше уред, ама еве што го спомна да го кажеме. Не, слободно. Да. Се работи за градот, ако се работи за градот, отворено е се. У Кавадарец се организира B3X турнир у баскет 3-3, кај што ќе учествуваат екипи од многу градови од државата и ќе биде еден настан, викенд настан, петок, сабота и недела, кај Тоа е сега 12, 13 и 14. сега 12, 13 и 14 и ќе има многу јака фешта, како што ви кажате, на една многу убава реклама склопена од вас, кај што ќе има покрај спортот, што ќе биде, верувам, на едно убаво и високо ниво, ќе има забава и за публиката, кај што има штандови за пијалок, за храна и еден многу убав настан. После школска година ги поканувам сите љубители на спортот, на кошарката, на баскетот. Има доста екипи пријавено и од Кавадарци. Дојдете да си ги гледате другарите, дојдете да си ги гледате пријателите, да си поминеме убаво и да направиме да стане еден традиционален турнир на кој што ќе учествуваат и поголеми и поеминентни баскетџии и се надевам дека од година у година наградите ќе бидат се поголеми. Да. Симо. Тоа е. Значи, уште еднаш честитки за шампионската титула. Гледаме дека Кавадарци има голем потенцијал за женска кошарка и убаво апел од сите, значи да се посвете малку повеќе внимание на тие девојчиња, затоа што Кавадарци, кажаме, има многу потенцијал да стане и да достигне уште поголеми успеси. Од нас толку. Да, иначе чисто информативно, Насо ни го даде воа за тука, нели? За тука. Ќе ни стоја многу гордо наму горе на полицата. И ќе добиете за многу брзо пехарче у трајна вредност. Ете, супер, одлично. За да може да биде и на наредните подкасти, гајш убаво се гледа таму, да си стои, нели? Убаво бе, супер. Да. Фала ви што бете со нас и се гледаме следниот четврток. Поздрав! Чао, чао!